Историјата на Црвениот крст започна во 1859 година, кога Анри Динан во крвавата битка кај Солферина го организираше местното население во акција за згрижување на ранетите и болните, без разлика на која војска припаѓаат. Благородната идеја на швајцарецот Анри Динан од 1863 година прерасна во масовно светско движење. Идеалите што при формирањето започна да се шират се идеали на мирот и осуда на војната, а принципите на организирање, хуманост, непристрасност, неутралност, независност, доброволна служба, единственост и универзалност. Тоа се длабоко хумани принципи за заштита на лицата кои не можат сами да се заштитат и со кои треба да се постапува човечки во секоја прилика, давајќи им таква помош и заштита што ја бара нивната положба. Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, што е формирана во 1919 година, ја сочинуваат сите национални друштва членки и во тие рамки се остварува содејството и развојот. Федерацијата организира и координира меѓународната помош за жртвите од природните несреќи и бегалците и помага во изготвување на планови за подготвеност при катастрофи. На 17 март 1945 година е формиран Црвениот крст на Република Македонија. Овој датум е ден за препознавање, време за потсетување на благородната традиција, со нови импулси за генерациско препознавање. 17 март е ден на Црвениот крст на Република Македонија и ден на крводарувањето, како возвишен израз на солидарноста и хуманоста. Црвениот крст на Република Македонија има корени во далечното минато. Постојат податоци за активисти на Црвениот крст на нашата територија од 1908 до 1912 година, од Првата светска војна, а Општинската организација на Црвен крст од Битола одбележа 100 години од Црвен крст во градот под Пелистер. Но формирањето на Црвениот крст на Република Македонија е врзано за 17 март 1945 година. Посебно важен настан во овој период е 1992 година, кога Црвениот крст на Република Македонија стана самостојна организација во независна Република Македонија. Во 1994 година, Собранието на Република Македонија го донесе Законот за Црвен крст, што беше еден од условите за прием во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Во федерацијата, Црвениот крст на Република Македонија беше примена како 169-та членка. Седумдесет години на Црвениот крст на Република Македонија е значаен јубилеј. Во работата на Црвениот крст на Република Македонија учествуваа голем број генерации кои дадоа дел од себе, за да се спречат и намалат страдањата на оние што дошле во неволја од разни причини.
Во историјатот на Црвениот крст на Република Македонија, значаен момент за испит на хуманоста беше катастрофалниот скопски земјотрес. Многу страдалници останаа под урнатините, наоколу плач и повикување на помош. Човековата солидарност и хуманост беше на испит. И токму овој настан, како и голем број други во светот, беше пример за пример на човечката и светската хуманост и солидарност. Големата скопска катастрофа во рушителниот земјотрес од 1963 година ја мобилизираше моќта на хуманоста во тогашната Југославија и секаде во светот. Тоа беше начин да се искаже хуманизмот и солидарноста, која најде свое место меѓу локалното и глобалното, националното и универзалното. Историјатот на Црвениот крст во Република Македонија од поново време бележи настани кои се врзани за трансферот од социјалистички во плурален модел на државно уредување. Во кризниот период од распаѓањето на социјалистичка Југославија, Црвениот крст на Република Македонија организираше голем број активности за прифаќање и згрижување на бегалците кои доаѓаа од кризните жаришта. Црвениот крст на Република Македонија организира голем број активности од социјалната програма, од здравственото воспитување и превентивата, за ширење и унапредување на крводарителството, за борба против ракот, сидата, туберкулозата, болести на зависностите, дрогата, никотинот и алкохолизмот. Во големиот број програмирани активности е и програмата за подготвеност при катастрофи, за современа дисеминација и ширење на меѓународното хуманитарно право. Основната цел на развојот е сите човечки ресурси, како на вработените во стручните служби, така и сите волонтери да се стават во функција на редовно и навремено извршување на организационите и административно-техничките подготовки за единство на акцијата, координирано и синхронизирано дејствување на сите конститутивни делови. Тоа претпоставува во целосна функција на хуманитарната акција, да се стават и материјалните ресурси на организацијата. Знае денот што ќе донеси и судбина каде ќе не однеси. Душа отвори за да слушнеш полесно кога некој плачи и тага го мачи. Зошто да има луѓе гладни и боси? Зошто ли тага сол за дани носи? Црвениот крст на Република Македонија денес е организација на достоинствени, длабоко хумани и солидарни луѓе, кои оставаат простор за нови надежи, за постојано будење на надежта за поспокоен и мирен живот, зошто секој човек е една голема надеж. Со прогресивни и хуманистички сваќања на светот се спречува човековото страдање, зашто светот е променлив и оптоварен со нееднаков развој и подложен на насилства. Најубаво во човечкиот живот се неговите мали, безимени и незапамтени дела на добрина и радост. Во Црвениот крст се дотура еден грст светлина за подостоинствен човечки живот.